Добро вечер на сите што се вклучувате. И Верче ни е тука. Здраво. Здраво, Верче. Здраво. Добро вечер. Да биде добро за сите нас. Да. Па таков е периодот малку трансформативен колективно. Јас сум во процес на фарбање и реновирање. Така да на сите нивоа најверојатно некоја нова креација. Така Сами да. сме? Или има некој куќа? Има вклучени, со тоа што полека може да си почнеме да си разговараме за тоа што ни е тема. И снимката ќе може да ја гледаат исто како и минатиот пат, секој кој што во моментот не може да ја гледа. Епа, ајде, добро вечер уште еднаш. И нека овие информации стигнат до сите луѓе кои што му е потребно тоа најмногу во овој момент. Бидејќи целта на овој наш лайф ми е што е можно повеќе за твојот настан да стигнат информациите, па ти го предавам тебе каналот, да не викам микрофонот. Па слободно сподели, мислам дека на луѓето најбитно му е главната информација. Да. Мислам дека ова не е само продолжување или потсетување на сето тоа што веќе го кажавме минатиот пат. За сите што не го слушаа видеото од минатиот пат, ќе ги повториме тие некои важни информации поврзани со обуката која што ќе се одржи овој викенд на 5 и 6 април, сабота и недела. Да, обуката е наменета за секого кој што сака да има алатки за самопомош, но исто така и преку алатките за самопомош може да истите да ги користи за помош, подршка кај блиските, а исто така понатаму може да ги користи доколку пројави желба и професионално со клиенти. Да. Исто така, мислам дека да, тоа што може да го кажеме како надополнување или како продолжување на тоа што веќе го започнавме од минатиот пат е дека да, овие алатки се многу битни или значајни заради тоа што може да ги интегрираме во секојдневниот живот преку сето тоа што го правиме и начинот на кој што делуваме во нашето секојдневие. Јас морам да споделам една порака денес, која што верувам е во контекст на ова ќе ни служи. Ние обично кога се среќаваме со нешто, посебно алкохолизмот, кој што не можам да речем да е непознат, но може би некој дел сепак бидејќи поголемиот дел е и енергетски, малку абстрактен, и тоа нешто е малку за нашиот ум, нели се уште ново колективно. И добивам порака од една драга пријателка, вика: Верче, ова ти што го работиш, дали случајно можат пополничките луѓе, вика, да го прават? А вика, ја тебе да ми пада, дали ти личам скроз?
Така да, исто и мислам да ги разрушуваме тие табу теми, дека ова не е нешто само за супер интелигентни, супер витални личности, супер професионални. Мислам, поентата е дека секој може, само од нас зависи до каде и колку длабоко ќе копаме и истражуваме и едноставно само јас викам таа конекција со себе. Ако нешто почувствувате дека во вас има некое голицкање, некој повик од вашата душа, и верувам дека и ова, мислам, апсолутно не мора да е некој, нели, масажер, физиотерапевт или не знам што. Едноставно ова се сесии и практики кои што буквално се достапни за секого. Јас најмногу сум среќна, тука ќе ја спомнам и Reconnection, нели, како личност која што малку допринесам за свемир кога што дојде во Македонија, и најмногу сум среќна што голем дел од доктори, и јас како медицинска сестра и ти како физиотерапевт, полека ја шириме дека ние не сме само физичко тело, туку едноставно за да сведочиме на најдлабоки разрешувања. Мора да го фанеме коренот, тоа е холизмот, односно дека да делуваме на нашето ментално, емоционално, духовно, да се разбере нашето физичко тело. Повели, мислам, што сметаш дека нешто не е чисто онака да му го доближиме повеќе на луѓето, нели? Овој твој настан кој што се надевам дека ќе ти премине во пракса. Така да верувам во тебе, верувам во сите нас дека имаме веќе доста знаење, доста искуство кое што веќе е време да ги споделиме малку помасно. Повеќе. Да. Подсетување за сите и повторување за тоа, нели, за кого се е намената самата обука. И да, еве ова нека биде еден повик до сите кои што чувствуваат некаква желба да истражуваат малку повеќе за себе. Може би ова ќе им биде одлична или една од можностите кои што ја нудам јас, кои што ги нудаат и други мои колеги на поразличен начин, но суштински сличен начин, за тоа како повеќе да се доближиме кон себе, како да научиме дека сето она што се случува надвор од нас е само наша рефлексија и дека доколку сакаме да бидеме некоја подобра верзија од тоа што сме били вчера, тоа може да го направиме само преку навлегување внатре во себе, преку градење на внатрешни доблести, внатрешни карактеристики кои што ќе го менуваат нашето однесување и ќе може да делуваме и на својот, на личниот развој, но ќе делуваме и на колективниот развој. Затоа што само доколку се повеќе луѓе се среќаваат и ги живеат овие, ги интегрираат овие алатки, можеме да направиме едно општество во кое што ќе живееме подобро, сите тоа го посакуваме, познавајќи сите изминати тековни периоди низ кои што поминуваме
сите предизвикувачки периоди и мислам дека доколку сме побројни со тоа што работиме на својот развој, на колективниот развој, ќе може тоа да го вистински да го постигнеме. Апсолутно. Јас на тоа јас сакам една реченица од Гладијатор, од мојот омилен филм, која е Максим во амфитеатарот ја изговара реченицата и ја имам на мојата страница на Spiritual Mentor. Оно што го правиме денес одекнува во вечност. Која вистински со целото свое битие ќе го сватиме ово се каже. Затоа секој ден е подарок и секој ден кој ќе сватиме дека имаме неверојатна можност, неверојатна прилика да го тек не само на нашиот живот, туку и на нашето епигенетско поле, тоест нашето семејно стебло, а со тоа се што правиме, секоја наша акција и наше дело се пишува, јас рекам некаде, односно се рефлектира во морфогенетичкото поле на човечанството. Затоа ние сме во исто време и капка и океан. Може би мислиме дека не толку битно тоа што го правиме, но верувам. Мислам, особено тоа најмногу сум го почувствувала после секоја работилна со констелации. Констелатор дефинитивно се што правиме, се што отпуштаме, се што го доближуваме до свесност и јасност или исцелување и ослободување, тоа нема цена. И мислам дека допрва доаѓа вистинската ера на холизмот, допрва доаѓа вистинската ера на вистинската медицина, ова е за мене вистинска медицина, која што делува на узрокот, а не на последицата. Тогаш имаме разрешување на ситуацијата. И нешто кај мене како рефлексија или конекција не само во последниот период. И многу често кое што се соочувам со тоа што посебно имам познанички клиенти кои што работат со луѓе или особено ова важи за сите кои што имаат приватни салони, кои што работат со салони за убавина, кај што исто нудат масажа и било каква друга услуга за своите клиенти. Еден од најчестите причинители, најверојатно, кои ќе дојдат во контакт со мојата вибрација, чувствуваат колку се изморени, колку се долу, колку ги троше нивната работа. И мислам дека овој твој проект, ова твоја едукација е многу потребна. Знам дека кај секој почеток може би уште е рано таа информација да пристигне до сите, но верувам дека ова ќе биде само еден твој почеток. И ние сме тука, особено знам тоа, луѓето кои што се емпатични или да се жалат како се истрошени, како нивниот живот е, другите ги цицаат или ги трошат. Но јас викам, тоа е нашата мисија, ние сме го одбрале тоа. А зашто не се наполните? И тука никој не научил на тоа. И верувам дека преку твојата обука посебено за овие личности кои што работат со допир, со контакт, со масажа, каде што таа конекција е многу подлабока и кај што дефинитивно и тие на нас и ние на нив му влеваме во нивниот енергетски простор. Мислам дека ќе научат вредни алатки за самопомош, за помош на клиентот. И јас се спремам да создадам некој проект, процес, едукација кај што мислам дека ова е најбитното, заполнење дневни пракси, ритуали кои што буквално не враќаат, не центрираат. И мислам дека денес имаме се, само
му фали на човечанството свесност, да му фалат светлосни работници. Дефинитивно тоа сигурно. Или постојат светлосни работници, само не се разбудени. Тука сме, сите да се потурнуваме во тој пат и да научиме како е да живееме животот полна чаша. Тоа е наше право. Да, како што кажа Верче, да се надоврзам само дека сето ова што го учиме ни се холистичките практики кои што ги применуваме преку индивидуални сесии, конкретно во случајов преку обуката каде што ќе имаат прилика луѓето самите да го започнат процесот на будење, на осознавање на себе, е всушност како етапно да може да почнат да го изучуваат сето ова, со тоа што на почетокот ќе се среќаваме со основните информации за себе моментално кои што ги имаме, тоа е преку физичките сензации кои што во моментот ги имаме, преку мислите кои што во моментот ги имаме, преку емоциите и како преку поврзување на енергетското поле да можеме да го доведеме до баланс сето она што се манифестира во физичкото тело и во менталното тело, но исто така преку етапи или преку следните модули всушност учиме како да се продлабочиме во сето она што се појавува како манифестација на физичкото тело и на менталното тело, да учиме дека причините за појавување на таквите мисли, за појавувањето на таквите емоции и физички сензации всушност имаат многу подлабок корен и како да научиме да ги препознаваме самите од каде доаѓаат, од лично, од колективно ниво, за да може преку поврзување со енергетското поле да ги балансираме. И сметам дека преку тој начин на енергетско ослободување всушност ќе се чувствуваме и ние подобро и умееме да ги отвориме нашите видици кон нови перспективи, кон нови начини на однесување, кон нови познанства и со тоа всушност да се развиваме на еден поразличен начин од тоа што може би досега го живееме, а тоа е може би период во кој што повеќе интелектуално се развиваме, додека физичката, емоционалната интелигенција, духовната интелигенција не се потиснати и мислам дека е вистински период каде што потребно е емоционалната, физичката и духовната интелигенција да започнат да започнеме да ги освестуваме и да ги развиваме. Јас од срце посакувам оно што го приметувам јас себе во досегашната моја и работа со клиенти. Може би ова и не е толку непознато. Меѓутоа само е јас само викам дали е интегрирано. Бидејќи тука и малку не го напаѓаме образовниот систем, но од мали сме учиме напамет, стихотворбата напамет, прочитаја книгата. И ние само за нешто онака што ни проминало низ мисли, сме го прочитале, емоционална интелигенција, соматска интелигенција, но колку не е интегрирано. Обично мислам тоа го фаќам исто како колективна. Не знам дали го наречам проблем, но тема кај што треба некако да се навратиме, бидејќи обично кога ќе дојдат луѓето
моите работилници и се импресионирани од како јас ги спојувам неспојувите работи, обично секогаш на крајот ме потпитуваат која едукација имам завршено. Па и јас сум секогаш отворен буквар. Ама и што е најинтересно, голем дел од тие клиенти дури ги завршиле некои од тие едукации, можеби пред 10-15 години. Завршиле. Дали го интегрирале и кој ќе ги прашаме дали го преминувате тоа на секој ден. Златното правило 8 до 10 и 1 час. Додека ние не сватиме со цело свое битие, додека не го најдеме тој наш натрешен порив, позив и не се посветиме. Некој сега може би, да, соматска интелигенција, да, но додека вистински не сватиме. За мене, мислам, тоа беше голем шифт, кога, како медицинар, кога пред, не знам, 6-7 години дознав, дека секој наш орган е поврзан со нели тие меридијани кај што со одредена болест. И денес тоа ми е веднаш само кој ќе ми каже после енергетски третман, црниот дроб имав проблем, сензации, кичма. Веднаш знам да го прочитам што и каде ако има акумулиран. И мислам дека тоа не е целта. Денес да освестиме дека секој орган, нашето тело е само како најгуста манифестација на се она што се случува назад, на сите други наши. Етерични тела, кои што не се видливи, но манифестацијата кај што има дисбаланс, проблем, потиснато, се манифестира. Колку нормално, нели, не го раствориме, не го исцелиме, не го ослободиме, подоцна на физичкото ниво. И познавањето на овие термини не значи интегрирање на истите. Мораме тоа вистински да го сватиме. Ако вистински ние сме спремни за нов живот, ако вистински ние сме се одлучиле за да завршиме некоја едукација, дали и сме го интегрирале истото. Тука е многу бит. Интеграција, најскапиот ресурс на планетата Земја е време. Колку време ние сме инвестирале во додека вистински тоа не го сватиме, интегрираме. Еве и се радувам тоа што ова не е само некоја обука твоја која ќе трае 2 дена и после чао, довиđenja. Туку колку што се сеќавам, спомна дека тоа ќе биде иследење или менторирање некој нареден период. Мислам дека тоа е најважната карика, најважниот дел за едноставно оние луѓе што се спремни, бидејќи не се сите спремни. Многу луѓе сакат да учат, но кој ќе дојде делот со примена и со интеграција. Мислам дека тој дел исто многу ми се допаѓа тоа. Може исто да повториш делот со менторирање кој што го имаш после понатаму во наредните месеци. Мислам дека тоа е клучното. Клучното за вистински нешто да интегрираме, за оние што сакаат, кои што се спремни за интеграција, не што се спремни за дипломата. Тоа се две различни работи. Така, Верче, како што и самата кажа, мислам дека тие што ќе се пријават, мислам дека веќе имаат некое чувство дека сакаат да го започнат процесот за сето ова што пред малку го спорувавме. Но факт е дека на колективно ниво дека ние не сме научени да ги практикуваме овие алатки и затоа мислам дека е битно да може и преку некој наш круг кој што ќе си го создадеме, да може да ја одржуваме таа дисциплина кон повторување на сето тоа што го знаеме и да си бидеме еден на друг мотивација, инспирација за да продолжиме во наредниот период да го практикуваме сето ова. Заради тоа што, како што кажав и пред малку, дека нашата култура можеби не научила на нешто друго, ова може се некои наши почетоци кај што започнуваме да ја менуваме таа наша култура
И мислам дека би било одлично во иднина да може се тоа што го правиме или во некои наши мали кругови да може да се прошири и исто така да се интегрира во многу важни системи во нашето општество, како што се образованието, медицината, безбедносниот систем и сите оние значајни делови од системот кои што се вклучени. Јас искрено Да, како мојта е во нас, мислам, јас себе пред 5 години ова беше научна фантастика, нели? Да речеме да пред ковидот некој на Zoom или на две различни страни од светот, така да се менуваат работите. Јас сум оптимист, мојта е во нас, ние со мали, краткорочни болки до долгорочни задоволства, наше е да пробаме во етерот светлост, љубов, јасност, разбирање. Полека тие што души што се спремни ги фаќаат онака како на звонче тие информации. Така да верувам. Знам дека нели работите не се менуваат преку ноќ, но знам дека и ова е позив, ето. И на двете се малку поразлични, но основата ни е иста. И целта ни е иста. И драго ми е што ето. Полека се раѓаат еве овие наши први деца проекти. Така да многу сум среќна и сакувам да стигнат ова информација да пристигне до сите луѓе кои што се спремни. И нашиот само континуитет, мислам, и јас себе во мојот најтежок, може да кажам, временски период, ете на мојата гување и болка, кога ќе се сетам дека од јуни до сега имам преку 200 констелации, преку 30 работилници. Што и јас самата не знам понекогаш од кај ме е таа сила. Ама тоа е тоа што ми помогна да се чувствам и јас корисно. Тоа е тоа што знам дека и треба и на Македонија, и на мајката земја, исто и тие. Само со дисциплина, континуитет, овие омуки сигурно сум дека ќе стигнат до таа маса, до тие души и битија кои што се спремни. Токму така, Верче. Да, можеби ова е последен повик за оваа обука која што ќе се одржи викендот, за тоа што веќе остануваат уште 2 дена. Па еве уште еднаш ги поканувам сите оние кои што чувствуваат во моментот или кога ќе го слушаат видеото, за тоа дали се спремни да го направат овој чекор. Еве може би ова е еден дел од обуката во која што ќе се нуди, и дека самата обука ќе се одвива преку практичен дел во кој што ќе имаме физички контакт. И јас ги поканувам сите кои што ме слушаат во моментот, да си ја постават, да си ја стават дланката на своето срце и самите да се прашаат кои мисли во моментот и кои емоции им се појавуваат додека си го поставуваат прашањето дали е моментот да се вклучат во едно вакво патување. И мојата порака е да си го слушаат срцето и да доколку имаат повик, тоа е првата одлука која што ќе ја донесат, а сето понатаму може да дојдат до решение за да може да стигнат на ова одлука и да ги добијат алатите кои што ќе ги применуваат самите, а ќе бидат поддржани во нивниот процес и понатаму по завршувањето на обуката. Да. Има време се уште. Едно исто од
што сметам дека колективно е како потреба или позив или ресурс. Тоа е кога спомна сега внатрешниот глас, гласот на нашето срце, на нашата душа. И обично често знам да споделувам еден пример од еден од моите ментори, каде што нејзиниот сопруг сведочам сообраќајка. И 2-3 минути пред сообраќајката тој само добил позив. Макни се испута. Да на српски е приказката, или мислам тоа е вистинска историја. И тој како се паркирал десно од патот, следувал верижен судир со 20-30 автомобили. И тој бил среќен што останал жив, но истовремено чувствувал огромна грижа и одговорност и вина, зашто само тој го добил гласот. Односно инспирит, интуиција. Јас сите ги поканувам кои што не гледаат да вежбат. Исто и тоа е еден од моите програми кои што ги спремам. Учење на сами со себе. Вие не може да добиете позив од срцето или да добиете инспиративна акција ако сега сте во илјадници мисли. Што ќе готвам како на работа, мислам, и да добиете информација, тоа ќе биде вашиот ум кој ќе ви рече, па ајде, не, сега не е време. За да ја добиеме вистинската информација, не имаме 70.000 мисли. Мораме да го смириме умот. Јас ги поканувам сите да пробаат да бидат во тишина барем 10 минути или да се направат својата најкратка медитација која имаат на дневно ниво и тогаш да се прашаат дали ова обука, дали ова твоја проект, знаење е за нив, бидејќи само тогаш ќе биде вистинска информација, ќе биде инспирит. И кога тој плачал личноста од сообраќајката, зошто само мене ме обавести? Нека не, на сите вика им кажа, само ти слушај. Тоа кога ние ќе научиме да сме инспирит, за да бидеме инспирит и да стигне, да го слушнат својот внатрешен глас. Јас секогаш ги поканувам моите клиенти да вежбаат барем 10 минути дневно, да ја вежбаат првата мисла. И односно тогаш изненадени кога нашиот ум е толку добар слуга, а лош господар. Ама ако вие му наредите да ја чекате вашата прва мисла, тогаш не сме чисто свест. И само ги вежбам 10 минути во тишина и ја чекат својата прва мисла и не се изненадени, нема мисла. И тогаш нека си го постават прашањето дали ти, дали и јас себе сум тука, дали сме дел од нивниот пат, тогаш ќе биде вистинска информација. Точно така, како што кажа, значи, со овие практики кои што ги применуваме ние и практиката која што ќе биде на самата обука, всушност вежбаме како да сесијата што ќе работиме на себе, што ќе работиме со нашите блиски и со нашите клиенти, да ја фасилитираме во услови на мир и тишина. И всушност преку таквите сесии всушност учиме како внатрешно медитираш. За внатрешно медитираш. Може би првично за оние што се среќаваат прв пат со ваквите техники потребен и надворешен мир, за да може да дојдат во контакти со внатрешниот мир. И преку сето ова кое се повторува повеќе пати и сесии на себе и сесии со другите, всушност учиме како и во динамичното време во кое што понекогаш, не понекогаш, туку и многу често се среќаваме во некој хаос,
како да го најдеме мирот и тишината внатре во себе. Затоа мислам дека ова се одлични можности како да вежбаме да се создадеме прво надворешни услови на мир и тишина и полека секој свој ритам да вежба мирот и тишината да ги интегрира и во динамичното време. Мислам дека самата обука всушност ќе учиме многу и многу повеќе, ќе вежбаме многу, ќе развиваме многу вештини кои што се битни и кои што се внатрешни и преку тие внатрешни вештини всушност како да учиме да се водиме низ тоа што го правиме и во надворешниот свет, во материјалниот свет. Секогаш кога ќе се навратиме внатре на себе, можеме да бидеме поделотворни со тоа што, како што и кажа, ќе се го слушаме нашиот внатрешен глас се повеќе и повеќе. И на тој начин ќе делуваме. Да, само таму е мој. Мислам дека тоа не е целта на сите колективно, бидејќи еве и сега со самиот настан или што беше негативен и многу лесно може да видиме во пишувањето и во како некој друг е крив, како некој, јас не викам, не со свесноста, не значи тоа дека ние ги одобруваме или се согласуваме апсолутно дека нели. Но ако не сте политичар, ако не сте правник, ако немате вие никакво влијание во тој дел, тоа што некој ќе го криви да вие само го правите да е тој моќен, тогаш вие несвесно влегувате во една жртва. Мислам дека на сите ние поентата, еве јас како од секогаш и како посебен родител и активист и се што сум правила, секогаш да разбудиме таа наша внатрешна снага, сила и моќ и од таму да делуваме. Бидејќи ние сме единствена личност на која што може да делуваме, имаме моќ само ние, самите ние. Ако ние ќе се промениме, ако ние ќе смениме нашата вибрација, ако ние однатре ќе се поравниме, ќе смириме нашата внатрешна вода, тогаш се ќе биде рефлексија, толку ќе биде лесно. Но ете, тоа е илузијата. Но поентата е да делуваме на тоа и да сваќаме дека се е наша рефлексија и дека моќта е во нас. Што и да не се случи, надворешно, само да го поставиме прашањето. Кој дел од мене го бара ова? Кој дел од мене резонира со ова? Еве јас неколку денови исто сум на еден тест од универзумот, така се соочувам со некои ситуации кои што ми биле порано во минатото тригер. И најверојатно универзумот сака да ме тестира докаде сум исцелена и отпуштена. Јас сум импресионирана и од себе, што во минатото тоа да било такви ситуации. Ќе имало жестоко реагирање и борби. Али, ето, денес тоа е тренингот, мислам, тука на земјата е да научиме дека се наша креација. Знам дека тоа е тешко. Овде тука зборови некој што доживел најголемата болка во земјата. Сега некој може да рече како и тоа е наша креација, не е тоа моја креација, туку тоа е креација на Јоана и на мора да го сватиме дека секоја душа тука доаѓа со план. И ние сме и креаторот, и режисерот, и глумецот. Сите идеме тука со сцена, која што сами сме си ја подпишали, сами сме си ја отправили. Но затоа нова сцена или овој филм може да биде и драма, може да биде и хорор, а може и да биде уживање. Тоа зависи само од нас. Колку сме спремни да се присетиме на тоа, колку сме спремни да одиме подлабоко. Еве јас накратко ќе ги поканам сите кои што чувствуваат позив, порив, на моите неделни медитации и исцелувања, кои што ги држам секоја недела, 1 час, обично се во четврток. Имаме Вибер група на која што се исцелуваме и ние,
А половина час водам себе исцелување, половина час водам исцелување за мајка Македонија, која што, 50 и не знам колку сме, 6 во групата, сум многу среќна. И од срце сакам таа информација, како еден шифт, за да почнеме од некаде. Знам дека колку се тешки тие кругови, посебно кога сме во матрикс и во илузија, во немоќ. Па немам време, немам пари, немам енергија, еден ресурс кој што е достапен за сите. Само бара одлука и желба. А потоа, кога ќе отклучите, исцелите, ослободите малку простор, ќе ви дојде информација и позив од душата. Кои и други акции и дела да ги правите. Јас секоја недела водам работилници за констелации, дишење, медитација, работам сесија 1 на 1. И ти, Љубица, спомна си ги своите вештини, не е само обуката. Ти работиш исто, еден куп. И холистички, и персонализирани масажи. Спомни си го и тој дел. Чисто ето за нашите луѓе. Мислам, за луѓето да знаат. Дефинитивно. Мислам дека е таа ни е целта. Да, може да го заокружиме сето ова што до сега го спорувавме, е дека да, постојат многу начини на кои што можеме да им пристапиме на луѓето зависно од нивниот карактер, зависно од нивните моментални потреби. Постои палета на алатки на кои што може да им пристапиме. Да. Мојата порака е да не контактирате на социјалните мрежи преку порака, на телефонските броеви кои што ги имаме, за да може да добиете можеби повеќе информации. Еве како за окружување на темата која што ја започнавме. Да, ве покажам. Јас почнувам реакција и сега ова не е планирано, ама мене знаеш каква сум. Сакаш кратко да испраќаме реконекција, да ги конектираме со фреквенциите, двете. Како за окружување, еве да видат дека холизмот не е ништо страшно. Ако сакаш ми помогни. Може да испраќаме кратко реконекција, например, еве, како благодарност до сите луѓе што ќе нас слушаат и чисто да се конектираат со фреквенциите. Конекција, ако сакаш. Да, јас ќе завршам мислата со информациите кои што за крај ќе ги споделам и можеби после овие информации, кратко, неколку минути, може да почувствувате дел од енергетската работа која што ќе имате можност и да накратко да почувствувате што е тоа што може да се работи освен преку физички контакт и надалечина. За крај, како што кажав, значи информациите кои што и пред малку ги напоменав, е значи дека обуката ги се одржи викендов со почеток од 10 до 17 часот во сабота и во недела. Локацијата на одржување на обуката е во Кисела вода, цената за присуство е 333 евра, со тоа што по завршувањето на самата обука со физичко присуство ќе има 3-месечна поддршка во која што ги споделуваме искуства, во која што ќе развиваме заедно, ќе развиваме свесност и ќе учиме заедно. За секое прашање, коментар, слободно пишете ми на порака или на телефонскиот број кој што ми е 072 205 467. И за крај, заземете си ваша удобна позиција, по можност грбот да ви биде исправен, може со отворени или со отворени очи, како ви е вас удобно. Препуштате се и почувствувајте ги овие фреквенции кои што заедно со Верица ќе ги
ќе ги испраќам. Да. Ајде. Јас секогаш препорачувам енергетска работа со затворени очи, бидејќи така се го јакнува нашиот внатрешен свет. Само препуштате се. Дозволете овие исцелувачки фреквенции, кои што се секогаш и во нас и околу нас. Меѓутоа, со свесна намера и со присуство практички кој што знаеме да активираме полно. И отвараме влезна врата. Почувствувате мојката на полото на единство и безусловно. Ете, ова нека биде и една наша креација, љубица. Наредните може да снимаме и реконективни исцелувања. По 15 на минути. Ова не е вистинска сесија, не се вистинската сесија трае околу 1 час, 1 на 1. Но на овој начин барем подпомогнахме малку вашата аура, вашиот ум, вашите клетки да се конектираат со полето на единство. Така На здраве, веќе нека стигнува информација до сите души кои што се спремни со твојата енергија, со твоите знаења. Љубица. И се гледаме некој нов лайф, еве ни идеја. Да. Ше едно ќе Мислам правиме дека- реколекција. Да, мислам дека ова е одлично надополнување кое што и го најавивме од минатиот пат, дека може да се создадеме еден ред или дисциплина за креирање на вакви настани во живот, каде што не само јас и ти, туку ги покануваме и сите наши колеги кои што сакаат да се вклучат во разговор или во запознавање или вака со кратки сесии со луѓето за да може да ги доближиме да го доближиме сето она што го работиме и на еден практичен дел. Покана до сите наши колеги, покана до сите луѓе да не следаат во нашите објави и да не се придружат во сето она што го работиме. Имајте убава вечер и до некоја од следните прилики, а верувам дека ќе ги имаме, се гледаме. Поздрав. Чао, љубица. Пријатно.